Ноќно мокрење, потенок, млас и капење на крајот од мокрењето се првите аларми дека простатата има проблем. Во ноември, месецот на машкото здравје, урологот доктор Венцо Шопов од клиничка болница Штип предупредува по 50-та година ниту едно станување навечер за мокрење не е нормално. Ако се појават и прекини при мокрењето или траги од крв, тоа може да биде знак за воспаление или посериозна болест. Мажите треба да реагираат навреме. Прегледот трае малку, но може да спаси многу. Почесто мокрење, инаку еден од првите знаци за простата е ноќно мокрење, инаку во возраста до 50-55 години навечер не треба да се станува да се мокри. Тоа е од првиот симптом. Другите симптоми почне да има потенок млас. Млазот почне да мокре, прекине, повторно почне да мокре, па прекине, тоа се во поодминатите години, после 50-55 почнува и на крајот на мокрењето да има капење. Тоа се вика терминален дриблинг и дел од пациентите ќе кажат, еве сега почна да мокрам и врз кондурите. Крварењето е еден од симптомите обично што се појавува почесто кај простатата при појако воспаление. Имаме го и тај симптом, така да кога се појави тај симптом, пристапот на урологот треба да е малку по-комплетен за да не се работи за некоја посериозна болест. Симптомите на ракот на простатата се речиси идентични, почесто мокрење, прекини, слаб млас и чувство на непотполно празнење. Но доктор Венцо Шопов нагласува дека кај ракот промената е во самата градба на простатата и затоа е важно болеста да се открие навреме. Ракот на простатата, додава тој, може целосно да се изличи со оперативно лекување ако се диагностицира рано, преку испитување на туморски маркери. Ракот на простатата во почетниот стадиум е скрос можеме да го излечеме со оперативно лекување. Може да се. Да. Еден од карциномите кај што медицината има влијание големо. Ние тоа го откриваме преку испитување на туморски маркери за простата. У 50% да. Слични се симптомите, обструктивни и иритативни, али таму е па друга промената, тоа е промената у градбата на простатата. Раното откривање е клучно за здрав живот и спасена иднина. Мажите често ги игнорираат првите знаци, но токму тие може да бидат пресудни. Еден едноставен уролошки преглед може да направи разлика меѓу навремено излекување и задоцнета диагноза. Во месецот на машкото здравје пораката е јасна. Грижата за себе не е слабост, туку најголема сила.